Наши гости во оваа прва тема Сибел Амет од Хелсиншкиот комитет и адвокатот Саша Андоновски. Добро дојдовте и двајцата во Утенски. Веројатно ова е една неблагодарна тема за разговор во момент кога македонските медиуми се обседнати со случувањата во така наречениот случај Рекет. Меѓутоа, за да му дадеме правец на разговорот, премиерот во оставка Зоран Заев во декември 2017 година ќе изјави вака: "Треба казна во правосудството за секој што сгрешил пред законот и апелирам да се почитува презумцијата на невиност. Притворот се претвори во казна во Република Македонија во последните 10-12 години." Амет, што велат податоците на Хелсиншкиот комитет, последниот пресек на она што значи злоупотреба на притворот како мерка? Благодарам. Хелсиншкиот комитет за човекови права веќе подолго време алармира за злоупотребата на мерката притвор како повеќе како потреба на казна отколку како мерка за обезбедување непречен тек на постапката пред судот и обезбедување на присуство на обвинетиот. За жал случајот Рекет, без да звучам како дека го релативизирам неговото значење, меѓутоа за жал случајот Рекет не е единствениот каде што може да има индиции за злоупотреба на, или во јавноста се појавуваат такви сомнежи за злоупотреба на мерката притвор. Пред Хелсиншкиот комитет за човекови права многу странки си имаат обратено со вакви проблеми и ние постапуваме соодветно по нивните пријави. Она што можам да го кажаме... Кои се најабсурдните случаи на луѓе кои што еве за разлика од Бојан Јовановски немаат пристап до медиумите, нивните случаи не се можеби толку познати? Па сега за индивидуални случаи не би сакала тука баш да дискутирам, можам само да кажам од она што ние го имаме забележано при посетите на казнено-поправните установи, имавме увид во притворските оделенија во оние соби кои што не беа зафатени во моментот. Она што го видовме е дека условите во притворот не се соодветни, односно има присуство на влага, креветите се уништени, користат стари душеци, имаме тука во исто место нема одвоени санитарни јазли, односно лицата користат тоалет внатре во просторија, најчесто има и пренатрупаност во одредени затвори кога станува односно во одредени притворски оделенија од затворите, така што можам да кажам дека во поглед на обврската на државата да обезбеди услови за издржување на мерката притвор кои што соодветствуваат со човековото достоинство, имаме еден репрезентативен примерок од она што го видовме дека не ги исполнуваме овие услови, односно државата не си ја исполнила обврската, да, во овие случаи. Особено пак што мора да се апострофира дека затворот е всушност место за ресоциализација на осуденици. Да, мислам, окей, во овој случај правиме муабет за притвор кој што е мерка за обезбедување на присуство на обвинето лица, не е казна, како што е затворската казна што се изрекува со правосилна судска присуда. Притворот како мерка е најстрога мерка предвидена во Законот за кривична постапка и треба да се определува во случај кога останатите мерки за обезбедување на присуство и непречен тек на постапката не се соодветни во случајот. Значи, се бара од судот индивидуално да процени за секој обвинет во една постапка, за секој случај поединечно дали се исполнети условията за определување на мерката притвор. Не можеме да збориме како дека во секој случај каде што имаме некакво кривично дело треба да биде определена мерка притвор. Односно, самото барање за определување на мерка притвор и самите решенија за определување на мерка притвор треба да бидат соодветно образложени, подкрепени со докази кои што упатуваат на основано сомнение дека постои опасност од бегство, попречување на самата постапка, влијание на сведоци и слично, така што тоа е генерално тоа за кое што би требало за кое што би требало да збориме кога правиме муабет за злоупотреба на мерката притвор во наши услови. Така, господине Андоновски, и домашните и меѓународните релевантни извештаи напоменуваат со години наназад дека притворот во Македонија на некој начин се злоупотребува. Случај Мирослав Шиповиќ, ликвидација, шпион, пајажина, метастаза, змејско око, председавач и изгрев се дел од оние судски случаи каде што притворот отпрво бил определен на 30 дена, па потоа бил продолжуван. Во шпион најновите информации се дека се опфрлени обвиненијата, што им остава простор на
сите оние кои што условно кажано биле малтретирани со притвор, да ги бараат своите права и надомест надвор од државата, односно во Страсбург. Ако 10-15 години имаме вакви постапки, ако нешто што е станато пракса во Македонија, а се гледа дека не функционира како што треба, кој ќе го плати тој цех? Граѓаните? Нормално. На крај затоа што некој мора апаратусот да не функционира. Видете, тоа ќе се случи и за жал со сегашниве судски постапки кои што се водат, кои што ќе завршат поради застарување на дела, прекин на постапки, така натаму. Значи, фактурата на крај ја плаќа државата, тоест сите ние што плаќаме данок. Знаете како, ја би се навратил малку на претходната тема за да се надоврзам на ова. Прво, сите може да разговараат за притворот како изгледа, додека не го осетат на своја коша. Значи, условите буквално во една модерна фарма за одгледување животни на запад ви се поубави него што се во притворското оделение во Скопје. Значи, собите не се кречени може би по 20 години. Вецињата се во ужасна состојба, тоа што го рече господјата од господицата од Хелсиншки, во истата просторија и јадете и се обавува нужда, значи ужас, испод секое људско пред се достоинство. Од друга страна има голема разлика меѓу тоа што беше во минатиот систем, режим, како сакате, и ова сега. Зашто? Затоа што се поретко веќе, мислам, се определува мерката притвор, не е како порано правило, што беше. Од друга страна, веќе се гледа дека и пократко трае. Може би има некои случаи, исклучоци, не викам не, меѓутоа принципиелно од сите случаи што ги следиме во јавноста, гледаме дека се определува како мерка за обезбедување, но се укинува после извесен период кога ќе се отстранат условите, односно причините поради кои што е изречена. Само за изгрев, вие ако се вратите назад, луѓето беа 2 години во притвор. За на крај да добијат ослободителни пресуди. Тоа е злоупотреба на мерката притвор. Или во шпион повеќе од 1 година беа држани во притвор. И тоа им остава простор сега да си го побараат? Па дали им остава или не им остава, друга тема на разговор е, затоа што сите се тие осудени. Значи, ако си осуден, немаш право и простор да си бараш надоместна штета. Тоа беше она клучно ветување на кое што сите се ослонивме во предизборната кампања на минатите парламентарни избори, дека ќе се овозможат услови да се преотворат по барање на странките сите оние кои што сметаат дека се на некој незаконит начин осудени, за да може да си ја докажат сопствената невиност. Тоа не се случи, за жал. И тие останаа осудени. И немаат право на надоместна штета. Жигот останува за цел живот. Жигот не проминува со притворот. Последиците остануваат за цел живот, не поминуваат со притворот. Така. Имаше еден обвинител, сега е веќе пред пензија, кој што негде беше тоа 2014-15, кој што ми рече никогаш немало преку 94% уважени барања за притвор на јавното обвинителство од кога постои македонското правосудство. Значи од 45-та гледам. Никогаш немало преку 70% уважени жалби во апелациониот суд на пресуди од страна на обвинителството. Јас вика сега имам чувство дека и куче од Тревњаков да го однесам пред истражен судија, ни име и презиме нема да му параат, прво ќе го стават у притвор, после ќе прашуваат зашто го донес. Веќе не е така. Сега несомнено е дека во овој контекст, ќе кажам повторно, неблагодарно е да се бавам со Бојан Јовановски. Нема да навлегувам во неговата кривична одговорност, тоа е секако работа на судовите, меѓутоа прашањето кое што не се поставува можеби во јавноста е она што одбраната го тврди. Секојдневно неговиот адвокат по медиумите тврди дека имал вакви или такви заболувања, имало вакви или такви документи подпишано кои што покажуваат дека имал рак, па сега не било рак, туку било гастритис.
Во Македонија, јас не верувам дека стручњак на стручњак може да му го оспори мислењето. Во вакви услови, кога ние немаме увид во самата документација, тогаш се поставува прашањето и дали Јовановски, за разлика од сите кои што се инволвирани во рекет, трпи некаков вид, можеби, ќе речам повторно, на неправда, условно кажам. Што не знам, пак велам, неговата кривична одговорност е дело на судовите. Значи да трпи. Јас ќе ви кажам, да трпи. Прво, ја не навлегувам во тоа дали е виновен или не, тој ќе си го докаже судот. Тука има два момента. Прво, дека Борјан Јовановски е... Бојан, па се извинувам. Да не биде новинара. На Борјан му се извинувам. Бојан Јовановски е единствен кој што толку време е во притвор од сите во последниве 2,5 години што биле приведени. Значи, јас не знам друг некој случај кој што се држи во притвор повеќе од 6-7 веќе месеци. Континуирано зборам по исти основ. Не зборам по друга постапка, по трета, по четврта. Зборам по првиот основ определен за притвор, кој што по мене, по сите логики, веќе е престанат. Нити може да влие веќе на сведоци, пошто имаме судење, доказна постапка, нити може да го повтори делото, пошто телевизијата не постои, значи ги нема основите да создава нов рекет, а опасноста од бегство се решава и со поблага мерка, куќен притвор, која што може во секој момент да му се изрече. Од друга страна, имате ситуација каде што, тоа е најстрашното од све, што никој од нас веќе не верува на институциите. До таму сме доведени граѓаните. Значи, ако лекар каже дека е некој болен, ние викаме лаже. Ако каже не е болен, ние пак викаме лаже. Тоа е многу страшен момент за сите нас. Не му веруваме на судот, не веруваме на обвинителство, не веруваме на институции, не веруваме на болници, на стручни лица, на конзилијарни, на ништо веќе не веруваме. Тоа е моментот во кој што, како што сте вие и јас доведен до ситуација, доведен и судијата. На што да верува? На што да верува? На подписите од Подписите од докторите викаат има гастритис. Би можела би сакала да се надоврзам нова и на претходното што беше истакнато во поглед на намалување на определување на мерката притвор. Според податоци достапни од коалиција Сите за правично судење, околу 20% од случаите кои што беа покренати од специјалното јавно обвинителство била побарана мерка како предпазливост притвор. Меѓутоа, во споредба со тоа што се случува пред основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, тука имаме една бројка од 95% од случаите е побарана мерката притвор. Така што тоа е по навик. Да, тоа е по навика, се согласувам, меѓутоа не би можеле уште да тврдиме дека е намалено, може да кажеме дека можеби определувањето, да, само по себе, меѓутоа пак од друга страна и гледаме случаи дека во најголем дел од случаите кога судот определува мерка притвор само го цитира самото барање од јавниот обвинител каде што се барани или самиот притвор и тоа се причините. Не се навлегува подлабоко во деталите или доказите доставени од страна на одбраната, од исказот на самиот обвинет, осомничен во случајот, зависи во која фаза се наоѓа постапката. Во поглед на она што конкретно го прашавте за верувањето во институциите, односно судската власт. Да, меѓутоа и самиот проблем со определување мерка притвор на лица кои што имаат здравствени проблеми. Европскиот суд за човекови права веќе има воспоставена пракса по ова прашање, особено во поглед на повреда на членот 3, односно забрана за тортура и на човечко постапување. Во овој случај Европскиот суд за човекови права цени здравствената состојба во секој индивидуален случај, значи не е генерално правило, меѓутоа цени здравствената состојба во конкретниот случај, адекватноста на медицинската нега која што притвореното лице ја прима додека е во притвор и адекватноста во поглед на материјалните услови, здравствената состојба на лицето и постоењето на други соодветни мерки кои што би можеле да бидат преземени во овој случај наместо притвор.
Сепак ова не треба да се гледа дека сега Европскиот суд за човекови права воспоставува како општа обврска сите лица кои што се во притвор, а имаат здравствени проблеми да бидат пуштени на лекување или да бидат носени во болница редовно како што се случува кај нас. Она што Европскиот суд за човекови права го бара од државите е да воспостават услови каде што ќе се почитува човековото достоинство и нема да се самите услови нема да предизвикуваат до тој степен мачење, односно понижување и дополнителна вознемираност и страдање на притвореното лице надвор од мерките, односно границите во кои што се подразбира кога станува збор за притвор, бидејќи притвор како мерка сепак предвидува одредени ограничувања, страдање и велат дека притворот е полош од затвор. Независно дали се издржува во оваа држава или се издржува во некоја, да речеме, каде што самите затвори имаат по стандардни услови, меѓутоа пак на крајот од денот се сведува на тоа дека државата има обврска да обезбеди достоинствено издржување на мерката притвор, затоа што сепак на крајот од денот станува збор за мерка, а не станува збор за казна. Ние кога се бориме за казните сами по себе не треба да бидат толку сурови, строги и да имаат треба да имаат одредени стандарди кои што ги исполнуваат, истото се однесува и на самиот притвор кој што треба да се гледа како мерка, пак ќе кажам, не како казна. Она што сакав да го кажам и што мислам дека е важно не само во случајот реке, туку и во сите случаи кога се постапува по барање за определување на мерка притвор е тоа, ќе го повторно, значи судот треба да прати да има индивидуален пристап при определување на мерката притвор. Од друга страна, треба да се внимава при определувањето со цел да се избегне сомнение за злоупотреба на мерката притвор како казна, како што кажав, а не како мерка. Она што сега се случува е токму баш поради фактот што гледавме веќе подолго време дека судовите не го земаат овој индивидуален пристап, односно се поставува, се определува како што рече господин Андоновски, мерка, прво во притвор, па потоа зошто сте таму. Се таму? определува мерка притвор независно. Ви ме прашавте за индивидуален случај, ми текна најапсурдниот. Лице со погрешен идентитет беше притворено врз основа на правосилна судска пресуда со истото име и презиме и беше во притвор за време на повторување на постапката. Значи, иако веќе беше познато дека не е тоа лице за кое што се однесува самата пресуда. Зборувате за странски државјани? Не, македонски државјанин. Мислам дека беше пред 2 години по медиумите објавуван случајот. Мислам, се случуваат, тоа е многу апсурден и да кажам на една страна од, мислам, знаете како? Меѓутоа, чим се случува такво нешто, покажува одредена тенденција на нашите судови да не водат баш толкава сметка за... Знаете како? Ја од пракса ќе ви кажам. Се додека не почнат кривичниот совет или апелациониот суд да укинуваат решенија за определен притвор без образложение, сериозно, пошто збориме за најрадикална мерка на ограничување на човеково право, основните суди или судови ќе носат такви одлуки. Ама можно ли, господин Андоновски, со оглед на тоа што еве гледате дека е можно. Пак ќе кажам, во Македонија судската практика, ајде најпластично да објаснам, во случај кога вие можеби имате потреба од вештачење од стручњак, кога во Македонија ова не е голема држава, овде имаме за одредени проблеми многу малку стручњаци и кога ако речеме дека се двајца или тројца од една иста струка и не одат еден против друг на суд, не го оспорува мислењето на својот колега. Македонските закони не дозволуваат да имате стручњак однадвор, а што е неговото стручно мислење? Значи, анатомијата на телото е исто секаде. Значи, знаете како? Прво, никаде во свет, јас не знам барем таков пример, каде што е и во Германија да лежите притвор, ако сте ви определена мерка притвор, да си побарате да ве прегледува доктор од Франција во Франција. Не, ако има индиција за нетранспарентност при постапката, тогаш која е крајната инстанца еве? Ако Германија не препознава, никој, видете вака се. Значи прво притворот има еден општ лекар кој што е со работно време од 8 до 4. После 4 единствен кој што постапува лекар во притвор е брза помош.
Значи на повик на лицето, чуварите повикуваат брза помош. Од 4 попладне до 8 сабајле е така. Во случај на видно загрозувачка состојба, брзата помош кажува дека лицето треба да се носи. Се носи во соодветната клиника, каде што треба да се укаже помош. Во таа клиника веќе каква помош ќе се укаже, не одлучува ниту докторот, ниту притворот, ниту судијата. Одлучува лекарскиот тим кој што го прегледува пациентот. Тука нема ингеренции никој од системот да се меша во вашата работа, уредувачка политика на куќата. Вие одлучувате. Така. Што мислење ќе напишете? Нека ви служи на чест и на совест. Нека ви служи на чест и на совест. Значи, ако нема чест и совест, а очигледно е нема во Македонија, и секој се пазари за нешто повеќе или помалку, затоа ви реков, токму тоа е таа недоверба во нашите институции. Имаше едно време се покрена една иницијатива баш заради, во времето ова беше на минатата влада, баш заради тоа што се злоупотребува мерката притвор, односно се употребува во функција на казна, а не на она за што е наменета. Мерка за предпазвање. Да се евентуално да се смени законот и да се наметне обврска да времето поминато во притвор да се рачуна како 1:1,5 или 1:2 во однос на казната. Значи, за месец дена притвор да се рачуна 2 месеци затвор во евентуалната казна што ќе ти се определи со пресуда. И тоа беше начин како да се натераат судиите и судовите да не се злоупотребува. Меѓутоа нормално со Михајло Маневски вие не можете да очекувате дека такво нешто може да помине. Мислам, тој ако може сите би ги ставил у притвор. Така да тоа е тоа. Затоа викам, има многу што може од други држави да извлечеме како поука. Има, пазете, еве сега, кој го спомнавте Бојан Јовановски. Ја лично не го познавам. Меѓутоа, ако човекот има констатирано од лекарски конзилиум дека има гастрит, гастритот не е животно загрозувачка состојба. Меѓутоа, е сериозно дигестивно заболување доколку не се третира соодветно. Јас ви тврдам, најодговорно, дека затворот нема услови да обезбеди соодветна прехрана за да се третира гастритот, пошто гастритот забранува секако вид на храна, што го иритира желудникот. И почесто јадење и... Значи, и какво јадење? И какво јадење? И со која хранливи состојки или тип на храна. Значи, во притворот, во затворот, воопшто, иста е храната. Затвор Скопје, притворско оделение имаат иста храна. Значи, имате виршли, имате плескајици, имате граф, имате конзерви, тоа е тоа. Имате некакви си бучкуруши манџи. Со оглед на тоа што утрински брифинг темите се кратки, би рекол последното прашање или последната теза во Македонија пред изминатите 5 години, ако не се лажам, има 3 примери каде што дали човек кога бегал од алфите, па направил собрекајка, па му била одредена мерка притвор, па така починал. Имаме 3 смртни случаи при кога е притворот во прашање. Од одбраната постојано се жалат и на јавните седници, односно сослушувања во судот, дека можно е да дојде до некаква таква компликација, односно да се случи нешто посериозно. И во момент кога зборуваме дека во судството нема доверба, во момент кога постојано ја ставаме на тест одговорноста на лекарите, на сите оние кои што, еве, можеби во овој случај се лекарите, меѓутоа најчесто се лекарите. Имавме случаи кога поротници не можеа да присуствуваат затоа што имале некакви лекарски уверенија само за да не се појават на случајот. Одговорност нема од никого. Нема. Така им одговара, да нема. Зашто денеска е за курто, утре е за мурто. Нема и нема да има. Врана врани очи не копа. Србите имаат поговорка. Најстрашни се лекарските кои ќе стигнат, ајде овие мора да се подкрепат на одредени наоди како гастритисот или некои други заболувања. Психијатриските, тоа е исто како со поп да разговарат.
Тој вика, јас направив муабет и оценив дека лицето не е способно да го следи судењето. Не го базира на никакви наоди во смисла на крвна слика, на снимка, на оно. Едноставно, тој од разговор со пациентот утврдува диагноза. Супер. Кој ќе ја повика на одговорност? Кога тој вика, јас сметам дека тој човек од муабетот што го направи не е способен да го следи судењето. Таква му е професијата. Дури и овие, боже како се викаше, кај што беше професор Алексеј Дума, директор, нема веќе, добро, нема веќе. И тие мора лешот кога го секцираат да го засноваат наодот на нешто. Психијатрот не, тој вика ја обавив разговор со лицето. Тие се Стручен наод, така, образложение. Образложението е негово лично. Така, да тоа велам. За крај? Јас само би сакала да си ги повторам моите забелешки, можеби сум досадна, меѓутоа иако тврдиме и факта дека нема одговорност, мислам должноста и обврската за да покажат одговорност паѓа пак на нив. Значи пак паѓа на судот да докаже дека има одговорност, бидејќи е одговорност на судот во текот на цела постапка да следи состојбата на притвореното лице, да следи дали се уште постојат условите за кои што е определен притворот. Во случајот Рекет или во сите други случаи во кои што сме ги виделе, навистина има сомнеш дали судот се уште тоа го прави. Во многу од случаите кои што ние ги следиме од странки кои што доаѓале поднесувале представки до нас, има индиција дека судот не следи, иако постојат промени во самата фактичка состојба, дека или лицето соработува веќе доколку било во притвор во истражна постапка и соработувало со органите на прогонот, па пак му се определува, се ослободува од притвор, па после обвинителен акт пак му се определува притвор, се поставува прашањето како судот фактички одлучува по овие барања за определување на мерка притвор. Дали воопшто се цени било што друго освен она што е наведено во барањето на јавниот обвинител кој што бара определување на мерка притвор. Пак ќе кажам, ова е па и за медиумите непопуларна тема. Овие прашања и да не се поставуваат гласно во медиумите, се занимаваме со работи кои што можеби се и вон таа судска постапка. Јас ви благодарам што одвоивте време за утрински брифинг. Сибе Ламет од Хелсиншки комитет и Саша Андоновски адвокат во утрински брифинг. Темата е злоупотреба на притворот како мерка за предпазливост или казна.